Vencislav Simonovski, poznata makedonska fudbalska legenda, danes trpi za lep. Човек од кој во 1987 година беше дел од шампионскиот тим на Вардар кој ја освои шампионската титула на тогашна Југославија, сега заборавен од сите го тегли најтешкиот дел од својот живот, осамен, гладен и во мрак. Нема никакви приходи. Не, строила ми случајно. Има 4 години. Тешко ли се живее вака? Вака, без заслуги. Тешко ме. Корка лепи помош Симоновски засега добива само од својата снаа, која досега помош за него побарала на секаде по сите институции, но не ја добила од никаде. Од центарот тоа се само ми го викат. Немаме ние ингеренции. Јас навеќе со тоа сум револтирана, за тоа што како може една сама личност, јас го пријавувам како сам, што нема мајка, нема татко, нема сопруга, да кажам, ни деца, фамилија негова лично нема остварено. Сега ние сме му, јас го сметам сега исто како што ги грижам моите два сина, и него исто и како син и како брат го грижам. Симоновски нема никаков приход, во животот имал и успони и големи падови. Како фудбалер ги бранел боите на Македонија, сега како немоќен човек самува и гладува заборавен од сите. Сите го, до сега го сите знаеше Венцислав Симоновски, легенда. Прва класа фудбалер, откако сум јас тука дојде на 38 години, беше фудбалер во Саса. Од таму преминава Вардар. Од Вардар преминава Спартак Суботица. 6 години капитен, што се вика светска личност. А сега да дојде до тој степен, спрема мене јас го сметам тоа голема трагедија, за тоа што да нема некој сега да го спомне, значи како да не е постојал, да не е он придонесувал ниту за Македонија, ни додека била бивша Југославија. Ке се сетили родното делчево на некогашната своја гордост Венцислав Симоновски и ке подадели рака за помош е големо прашање. Некогаш градот се гордел со овој човек, сега треба да помогне.